Се избриша Република Македонија, па и придавката македонски. Македонските историски личности станаа дел од грчкото античко наследство, па дури и се брусеа шахти во обид трајно да зајде сонцето од Кутлеш. Се што побара Грција, доби. 4 години по подпишувањето на Преспанскиот договор, револтот кај историчарите не стивнува. Било каков договор кој претендира да промени име на една нација или држава, а уште повеќе да присвојува историско наследство е надвор од европските тенденции, анализира за Алфа историчарот Митко Панов. Било каков договор, независно дали е преспански, како и да се нарекува, кој што претендира да промени име на една нација, еден народ, или име на држава, или пак да да догматизира историски наратив, а уште повеќе и да го присвои наследството. Во договорот стои дека е тоа дека античкото културно-историско наследство е сопственост на Грција. Тоа е малку надвор од овие европски тенденции или норми. Македонија мора да се врати кон корените, а подпишаните меѓународни договори да бидат раскинати, коментира истражувачот и член на македонски манифест Дардан Венецки. Ние мора да се вратиме кон корените, не може да си ги бришеме. Не можеме ние да разговараме со едни за своето име, со други за својот идентитет, со трети за својата црква. Со четврти за територија. Тоа не може да биде предмет на меѓународен договор. Раскин на овие договори. Прекин на преговорите. Не може ние да преговориме за име идентитет. Преспанскиот договор не е донесен. Подпишан од неовластено лице, безполномошно од претседателот. Договорот кој ја прекрасти Македонија помина без параф од претседателот Ѓорѓе Иванов и без да биде одобрен од граѓаните на референдум. Насила беше протуркан во собранието, а уставните измени беа изгласани со уценување на дел од претениците. Успешната европска приказна која продаваше власта за сега остана само желба, а Преспанскиот договор може би ги реши проблемите со Грција, но ги зголеми апетитите и амбициите на Бугарија, која сега стои на патот до Брисел.